Сообраќајот на сите државни патишта се одвива без забрани по суви коловози. Уште еднаш ќе потсетиме дека обиколницата Скопје е пуштена за сообраќај во двата правца, но има делови од коловозот кои се оштетени и таму се поставена е соодветна сигнализација за ограничување на брзината на движење. Исто така и на патниот правец Скопје-Македонски Брод преку Јасен може да се одвива сообраќај за лесни автомобили. Јавното претпријатие Македонија пат на учесниците во сообраќајот им препорачува крајно внимателно управување со возилата на делот кај село Близанско, на 500 метри после реката Треска, каде што се уште се работи на расчистување. АМСМ, како и секогаш, препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација, посебно на оние места кои минуваат низ клисурите и засесите, каде што е сепак можна почеста појава на одрони, кои наместа може да го попречат движењето на возачите. Ќе ги потсетиме вашите гледачи и на местата каде што се уште се изведува работа на пат. Тоа е на државниот пат А1, секција Куманово-Клучка Миладиновци, потоа на делницата Ресен-Буково, на делницата од Клучка кај село Кадрифаково до Клучка кај село Три Чешми, на патниот правец Гостивар-Кичево на 2 км пред планинскиот премин Стража, автопатот Велес-Скопје, Битола-Макази, Скопје-Миладиновци-Куманово, како и на делниците Кадрифаково-Штип, Смоквица-Гевгелија, Свети Николе-Штип, Велес-Кадрифаково и делница Куманово-Наплатна станица Романовце и обратно. На сите патни правци каде што се изведуваат градежни работи поставена соодветна патна и сообраќајна сигнализација. Ќе повториме уште еднаш, кај интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е малку зголемен, но на граничните премини не се бележат подолги задржувања од 20 на минути за влез и за излез од државата, со напомена дека оваа информација се однесува само на македонската страна од премините.